Болничките капацитети алармантно се полнат. Здравствените работници се преморени. Си заминуваат од државните ковид центри. Бројките на новозаразени се огромни. Откако владата соопшти што предлага за нови рестриктивни мерки, помина цел празничен викенд, во кој збор не слушнавме дали и што се подготвува официјално. Здравствениот систем колабира, а и пациентите. Персоналот е преморен и ова битка е веќе од март ја водиме. Се снаоѓаме во моментот исклучиво со сопствени кадри, што се однесува до докторскиот кадар, морам да кажам дека тука имаме сериозни проблеми. Една од докторките е на боледување, веројатно и подлог период ќе биде на доработниот процес. Имаме само 20 инфектолози кои што се кај нас на работа. И во комуникација телефонска со министерот разговаравме за овој проблем во периодот кога требаше да побараме помош од останатите установи, ни беше кажано дека во моментот не може да ни помогнат со докторски кадар од други здравствени установи. И Скопската инфективна веќе е полна. Во секој момент ќе почне да се носат пациенти во монтажната болница. На крај се капацитетите на клиниката во смисол на слободни места. Има уште слободно место, меѓутоа навистина се гледа брзо можноста за нивно комплетно исполнување и токму поради тоа е отворена и комплетно подготвена и мобилната болница која е поврзана со нашата клиника. Подготвени сме и со персонал кој чека на стендбај за да биде повикан со приемот на првиот пациент. Не е подобро ниту во ГОП 8 септември, а ни во Прилепската болница. Раководителката на инфективното одделение уште пред 2 недели алармираше. Но доколку се заклучи дека на интерно одделение е некој позитивен за ковид и е лечен заради инфаркт, да речеме, ќе остани таму во посебен оддел за изолација. Така да секој оддел си има и треба да си има доколку нема соба за изолација каде што ќе се третира не само сомнителен, него и позитивен. И ковид делот во болницата во Козле се полни. Тие се со бројка 6 деца и 6 родители кои што секој се позитивни на COVID-19. Капацитетите на болницата се 55 легла кои што можат во секој време да бидат и подготвени и адаптирани. Вчера глас крена и Струмичката болница. На инфективното одделение подолго време нема место, а веќе се наполни и дополнителниот простор кој беше отворен пред една недела. Загрижува и што напрсти можат да се пребројат инфектолозите во југоисточниот дел од државата. Кочанската општа болница остана без инфектолог. Дојранската амбуланта не ни има. Лекарски услуги дава доктор кој доаѓа од Гевгелија. Во Битолската болница има уште само 10 слободни кревети.